Една работа што многу ми не израдува при закажувањето, како се прави тоа? Еве, кој може да очекува, има ли систем, план по кој се врши тоа? Кој може да очекува повик дека ќе му биде презакажан термин? Презакажувањето, и тоа сум го предвидел, како одеше до сега? Прво што направивме првата недела дена, го прочистивме списокот на оние кои што закажале, со оние кои што реално се фотографирале, нели, се префрлил некоја одредовна витна, имаше фиктивни закажувања и така натаму и така натаму. Утврдивме дека бројкиве се за Скопје, пошто анализата и фокусот ми е Скопје, пошто Скопје е најалармантно. На денот кога е направен пресекот, утврдивме дека 165.000 термини биле во систем, од кои реални само 130.000. 30 и 35.000 отприлика на фиктивни термини или условно термини кои што се непотребни, пошто веќе се луѓето завршиле работа, е огромна бројка. Го изчистивме списокот. Тоа сега го имаме како, еве тоа го имам запишано. Тоа сега го имаме како процес кој што ќе го правиме на 20 дена отприлика, ќе ги прочистуваме списоците. Што значи тоа? Тоа значи дека сите оние луѓе кои што закажале термин и тој термин го имаат претходно, термини беа закажувани во редовна постапка заклучно со средина на декември, ако добро се сеќавам. Сите тие се контактирани од службите и добиваат термин многу порано. И сега овие 135.000 луѓе, сите ќе бидат презакажани заклучно со крај на април. Што значи тоа? Тоа значи дека ако претходно некој имал термин 15 декември, сега ќе има термин крај на април. Да. Дали прво ќе се јавите на тој што има во јуни 2024 или декември 2024? По кој редослед иде? Пресекот кој што го направија службите, тогаш беше, не ме држате за збор, но мислам дека беше 1 мај. И сега од 1 мај па на... Така е, од 1 мај, па сега се дојдени, мислам, до август. Добро, значи како се ослободува, така се... Како што се ослободуваат овие термини во делот на првично се пополнуваат термини заклучно со април, заради тоа што и таму беа констатирани, значи пресекот почна да се презакажуваат луѓето од 1 мај па натаму, но од листите кои што ги прочистувавме имаше слободни термини и во април, така? Да. Овие луѓе сите се презакажуваат за понов термин. И што е многу битно да се знае, ПС пролет. Така. Претходно работеше хаотично како што работеше. Адхок решение, извадено надвор од систем, прв дојден, прв услужен, па имаше огромно незадоволство, па луѓе чекаа, хаос и така натаму. ПС пролет, што направивме? Го вративме во систем. Се што значи тоа? Ако претходно во на лудило се работело со 4 фотографии, така беше, јас кога отидов таму, констатирав 4 фотографии, 10 базни станици. И се ваделе од прилика негде околу, биле процесуирани 300 луѓе на дневна основа, сега ние процесуираме од прилика негде околу 2000 луѓе на дневна основа, само таму. Само таму. Како? Со зголемување максимален на човечкиот капацитет, односно работат 14 луѓе во прва смена, 14 луѓе во втора смена. Од 4 на 28 од луѓе кои што ги примаат граѓаните, од 300 на 2000 само таму. Фотографирани граѓани на дневно основа. Има разлика, нели, и во однос на тоа.